Македонија вечна, моја Македонија. Почитувани, пред да ве гушнам со љубовта за вистината, еве уште некои библиски поуки. Мудроста е поподвижна од секое движење и поради својата чистота поминува ни се и во се проникнува. Поучува на умереност, разумност, праведливост и храброст. Таа е здив на Божјата сила, слика на неговата добрина. Убаво би било таа да влезе во нас. Ако некој копне по опитност, мудроста одамна го знае минатото и ја предвидува иднината. Ја знае длабоката смисла на зборовите. Почитувани, подсетувам за некои. Моравско-панонската мисија на светите браќа Кирил и Методија во 9 век, по налог на византискиот цариградски Василев Смихаил, е помолба од моравскиот кнез Растислав 862 година, денешни Чешка, Словачка, за просветителство и организаторство на црквата на словенски јазик и писмо, со што би се спротивставил на ненародното латинско-германско свештенство и на германско-бугарскиот сојуз како закана на безбедноста на моравската држава. Создавањето на словенскиот книжевен јазик и писмо од светите браќа Кирил и Методија, преведувањето на богослужбените книги од латинско-византиски јазици, победувајќи ги тријазичниците, со издигнување на словенскиот книжевен јазик за свет богослужбен јазик во христијанството, канонизирано од папата Хадријан II од Рим и признато од Цариград вториот Рим, представува пресвртница во културниот и историскиот развиток на сите словенски народи. Со нив словените стапуваат во кругот на културните народи на Европа. Папата Хадријан II со канонизирањето на словенската богослужба сакал да се придобијат верско-политички балканските словени за римската црква, како што пред тоа беше постигнато со бугарите, кои од Рим побараа двајца бископи за организирање на бугарската црква. Верско пријателство, како и политичкото со германско-бугарскиот воен сојуз против Моравија. Солунските свети браќа Кирил и Методија, великите се словенски просветители, се почеток на се денешно кај словените. Македонија вечна, моја, наша Македонија.